Да започнеме. Добар ден на сите. Врз основа на член 39.1 од Законот за локална самоуправа, службен весник на РМ број 5/2002 и службен весник на Република Северна Македонија број 202/24, председателот на Советот на општина Конче донесе решение за свикување на 12-та седница на Советот на општина Конче. Седницата ќе се одржи на ден 29.7.2026 година, среда, со почеток во 10 часот во просториите на општина Конче. За седницата го предлагам следниот дневен ред. Освојување на записникот од 11-та седница на Советот на општина Конче. Точка 1. Извештај за проектот социообразовна поддршка за период мај-јуни 2026 од Сдружение на граѓани Life Start Радовиш. Точка 2. Извештај за реализација на годишен план за вработување на 12 јули Конче за 2026 година. Точка 3. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на 12 јули Конче за 2027 година. Точка 4. Годишен извештај за работа на 12 јули Конче за 2025-2026 година. Точка 5. Предлог одлука за согласност на годишна програма на 12 јули Конче за 2026-2027 година. Точка 6. Предлог одлука за давање согласност за зголемен или намален број на деца по воспитни групи во 12 јули Конче. Точка 7. Предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема на 12 јули Конче, општина Конче, согласно решение за пренесување на вредност број 10 4831/60 од 13.7.2026 година. Точка 8. Предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема на 12 јули Конче, општина Конче, согласно решение за пренесување на вредност број 10 4831/129 од 13.7.2026 година. Точка 9. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ОУ Гоце Делчев Конче за 2027 година. Точка 10. Предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во ОУ Гоце Делчев Конче за учебната 2026-2027 година. Точка 11. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈПКД Лакавица Конче за 2027 година. Точка 12. Извештај за исплатени средства по доделена субвенција од страна на Советот на општина Конче од ЈПКД Лакавица Конче. Точка 13. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на општина Конче за 2027 година. Точка 14. Предлог одлука за измена и дополнување на одлуката за доделување на финансиски средства за спортисти, работници и други лица кои имаат постигнато високи успеси. Точка 15. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства за изградба на крак за фекална канализација во должина од 100 метри покрај речно корито на канал 1 во село Ракитец, општина Конче од страна на ЈПКД Лакавица Конче. Точка 16. Извештај за спроведени активности за организација на турнир во мал фудбал 2026 година од ФК Серта. Точка 17. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Конче за извештајниот период кумулативно за квартал од 1.1.2026 до 30.6.2026 година. Точка 18. Овде има промена, одлука за проширување треба да стои на средствата во буџетот на општина Конче за 2026 година. Разгледување на барања, советнички прашања. Дали имате надополнување на дневниот ред? Повели Серхан Проф се јави. Здраво на сите. Со оглед на тоа што се случи во Гостивар со јавното предпријатие, значи јас имам предлог на одлука на дневен ред, што мислам дека
доколку ако дават поддршка сите колеги, ќе биде на дневен ред, па после да биде образложено, мислам, целиот предлог одлука на кој начин да се изведе тоа испитување. Предлог одлуката гласи вака: за испитување на физичко, хемиска и бактериолошки исправност на водата за пиење во општина Конча. Мислам дека тоа не би било кој знае колку средства и неопходно и да се направи таков вид на анализа за водата што се користи од страна на граѓаните што живеат и што престојуват во општина Конча. Можеш да ми повториш предлог одлука за испитување на физичко, хемиска и бактериолошки исправност на водата за пиење во општина Конча. Дали е само тоа? Мислам дополнително тоа на кој начин мислам ќе разговараме после кога ќе дојдеме на таа точка, дополнително да се разговара на кој начин да се изведе целата анализа, како да бидат со оглед на транспарентност према граѓаните резултатите како и дека да бидат објавени. Мислам дополнително после можеме тоа. Инаку тоа е точката. Другите, дали имате за надополнување на дневниот ред, повели? Здраво на сите колеги. Малку пред да дадам предлогу, да кажам за збора, искрено, дадох јас од дневниот ред сум многу изненаден, што кога го видех и сами не си верувах на моите очи, тоа што го гледам сето да го од сите 18 точки внесени на седницата, кога видех од се работа за ЈОУДГ 12 јули, мислех да подраждам дали цвикери од моите дома стари, да видам дали сум сигурен од тоа што го гледам или не, привидејќи на сите седници, сите точки беа секој пат одбиени. Не знам што е причината, може ќе се разговара од теку на седницата, има доста точки. Јас давам предлог одлука, поништување на предлог одлугата од претходната седница, донесена, изгласана на седницата, привидејќи бех одстранен на седницата и не можех да се изразам. Поништување на предлог одлугата, доделување на финансиски средства на работници вработени во општина Конче со склоп на советниците. Привидејќи по таа изгласана одлука, јас сум стварно запрепастен со таква одлука изгласана на Совето. Да се доделе финансиски средства, мислам, ние сме посебно како советници 9 месеци тука, е малку срамно и жално спрема народот на општина Конче. И давам предлог одлука да се поништа одлуката изгласана, привидејќи се гледам средствата исплатени, как се исплатени може лесно да се повратат од сметките. После може да се одлучува тие финансиски средства дека ќе се префрлат и како ќе ги донираме у некои, дали на црквите у селот ќе ги донираме. Мислам од там ќе е најисправно. И така. Дали е тоа? Повели? Јас по втор пат ја предложам точката на дневен ред, бидејќи од голема важност за граѓаните на општина Конча и барам сите советници да размислат и сите да ја поддржат и да влезе на дневен ред и значи точката се работи за сите граѓани во општина Конча. Предлог одлука за отварање на канцеларија за потребите на земјоделците во општина Конче, иста како МЗШ Радош. Име услови, име се, само ни треба и компјутери, ништо повеќе, гледајќи злоупотребата на луѓето у нашата општина. 90 луѓе беа казнани да врнат одредени средства
се со намера да ги оштетат лично конечани. Сега, може би не сите, ама дел од луѓето беа оштетени како пријавил 10 декара, му напишале 12, МЗШВ, сега која е задната намера, не знаеме да кажеме. Мислам оти канцеларија е неопходна тука, да не се злоупотребуваат луѓето, да размислат сите колеги, да изгласиме на таква одлука, се работи за луѓето. И јас мислам оти одмазнички гледат на општина Конче спрема нашите граѓани, од цела држава да бидат 90 души, казани нигде нема у цела држава толку луѓе опфанани со теа. Казда и мислам оти барам поддршка од сите, това за луѓето, не е за нас. Затоа сме изберени тука да и помагаме луѓето. Добро. Може да ми кажеш како е формулирано предлог одлука за Предлог отварање Ај, на пушти. канцеларија? За потребите на земјоделците во општина Конче, иста како МЗШ Радовиш. Секоја дополнителна точка ќе биде поединечно ставена на гласање за на дополнување на дневниот ред. Ја ставам на гласање точката предложена од страна на колегата Серхам, па на гласање предлог одлука за испитување на физичко-хемиска и бактериолошка исправност на водата за пиење во општина Конче. Кој е за на дополнување оваа точка во дневниот ред? Кој е за? 5 за, против, воздржани 4. Оваа точка влегува во дневниот ред. Продолжуваме со предлог одлука поништување на одлуката донесена од претходната седница за доделување ваучери за вработените и советниците од страна на општина Конче. Кој е за оваа одлука да влезе, предлог одлука да влезе во дневниот ред? Кој е за? 5 за, против, воздржани 3. И оваа одлука влегува. Продолжуваме понатаму со предлог одлука за отварање канцеларија за потребите на земјоделците, исто како МЗШ Радовиш. Кој е за? 5 за, против, воздржани 4. Го ставам на гласање за усвојување целиот дневен ред 18 точки плюс овие 3. Кој е за? 9. Вкупно 9. Констатирам дека дневниот ред е усвоен. Продолжуваме со усвојување на записникот од 11-та седница на Советот на општина Конче. Дали имате прашање во однос на записникот, забелешки, повели? Јас тога у записникот нема да го прифатам, мислам нема да гласам за усвоено, бидејќи додека го читав видех дека на претходната седница баш ме изненади предлогот даден од градоначалникот лично, пошто ние како група на советници кога поднесеме амандман за да се прифате одлуката за бесплатна градинка на децата, градоначалникот јавно изјави дека ако го прифате тоа прави дискриминација спрема околните села. И мислам дека сами од себе се подгазал со таква одлука да предложи. Баш ме изненади. Сигурно на седниците се гледат, за жал не се објавени. Гледам уште старите седници, ако се изгласани да се објават. Стварно сум изненаден од таква одлука градоначалникот да предложи за да биде бесплатна градинката, предложена амандман од нас како
советничка група и сакам да ми објасне дали у моментот си го подгазува сам зборо и направи дискриминација спрема околните села, пошто градинката ќе биде бесплатна, а сега околните села се изоставени. Христе, прво добре дојде. Подгазување не го разбирам. Зборо подгазување е било некако покоректно да речеш неисправност. Подгазување во ред. Таа терминологија е твоја лична. Да, значи, ако се потрудил малце повеќе, ќе увидиш дека значи, во програмата на ВМРО ДПМН, односно на мојата како кандидат, значи, постоеше бесплатна градинка. Да, и пак ќе кажам тука за да ти се разјасне, јас точно кажах дека не смеат да бидат дискриминирани децата таму дека што немаме услови да има подрачна градинка. И јас пак тука ти потврдувам и значи ќе настојувам со максимални напори, значи сите тие деца што се наоѓаат во друзите населени места, освен Конча и Лубница, значи да има. И подгазување, не знам како да го шифрирам тоа за тебе, не знам дали скокање врз зборот, значи пак за да бидеме на чисто, да, точно, мој беше предлого, вие имате представници од вашата политичка партија, значи може ја да го спорате и да не го изгласат. Значи да, јас сум сметал дека има потреба и сум среќен за тоа што едногласно беше усвоена таа предлога. Сега ти ако убаво би било, значи да бидеш поредовен на седницата, да имаш простор и можност да елаборираме поопширно. Така да, стовам пак на тоа и повторувам со шедначка. Значи, да, треба да нема дискриминација и јас ќе настојувам да нема. И значи ќе настојуваме да има можност, значи и другите деца од другите населени места да имат услови за бесплатна градинка. Благодарам. Да се, пошто ме спомнаа, околу дека сам поредовен, јас колку што знам една седница од Стовах, оправдано, неоправдано, секој може да отсуствува. Од оправдани и неоправдани причини. И вие некој пат станувате од седницата, кажувате дека мора да напуштите седницата, така да никој пат не сум ви успорил зашо мора да станете. Колку сега тоа јас сум искрено заблагодарен што конечно се решивите да го прифатите нашиот предлог амандман за да биде бесплатна градинката. А околу зборот за подгазување, нели сите има некој си дијалект во секоја општина, ама вие сами да си го негирате претходно кажаното, баш ме зачуди за тоа. Да. Благодарам. Дали другите имате забелешки во однос на записникот? Записникот не е само да разјасниме нешто во врска со ова што дискутира градоначалникот и колегата. Колегата беше поразговарано и пак предложено и подсетено до сите колеги, исто така и градоначалникот и председателката, дека градоначалникот даде збор, нели ќе видиме после март, до март ќе го решиме тој проблем. Беше мислам, од моја страна подсетено на градоначалникот што може да се направи и некако успеавме да влезе на дневен ред и што даде поддршка и сите колеги и така беше изгласено. Сега мислам дека следува веќе градоначалникот исто така и ние како советници да испланираме за како подрачни градинки, мислам, во околните села, за да не биде дискриминирани. А како што беше предложено уште првите седници од градоначалникот да се возат, да се донесат ученици од другите села во нашата градинка, тоа мислам дека неизводливо па и невозможно. Така. Доколку нема други забелешки, го ставам на усвојување записникот од 11-та седница на Советот на општина Конче. Кој е за? 5 за, против, воздржани 4. Продолжуваме со точка 1.
Извештај за проектот социообразовна поддршка за период мај-јуни 2026 од Сдружение на граѓани Лайфстарт Радовиш. Кажеш ли за представник? За Значи, представник Василка пише во извештај, ако некој има забелешка или прашање, доколку можем јас да одговорам, значи ви ставам на располагање. Јас само ќе додадам неколку збора, значи знаете дека годинава имаме еден случај, за жал непријатен у делу на образованието. Тоа го потврдува, значи, и моите образложение у миналите неколку години дека нужно и итно треба да водиме грижа за образованието. Сметам дека усвојување на оваа социообразовна програма дополнителна даде свој инпут, значи позитивен. Моментално Лайфстарт работат со тројца едукатори. Според мене, ако ме прашувате, сметам дека треба да има повеќе, треба да има и повеќе стручни едукатори. Наместо да знаете дека 11 деца, за жал, ќе го повторат успеко, пак ќе кажем, тоа се потврдува во моето тврдење дека во дело на образованието, значи имаме слаби резултати и од тие причини, значи јас како градоначалник во иднина ќе поведам малце повеќе во рамките на моите можности, значи грижа тоа за шо е како ве интересира да ви кажам дека просечната оценка за 26-та може и да ме коригираш, Тинка, е 2,92. Според мене една од најслабите. И пак ќе кажам, това е една од причините за кои што сум кажувал дека кај нас, знаете образованието како столот работи, значи несоодветни кадри, немањето услови да се вработат, значи, соодветни кадри, и предпоставам дека и сето това е еден резултат на тие работи реални фактички. Пак ќе кажам, значи, јас давам целосна поддршка за овај проект. Сметам дека сите вклучени, инволвирани во овај процес дават свој придонес. На мене како градоначалник, пак викам, е да се изнајдат можности, значи, да се продолжи или да се прошири оваквата програма. Толку има, Благодарам, повели. Градоначалник, мислам дека без присуство на представник од Лайфстарт не би требало да се изгласи на ова прашање и треба да се одложи ова точка. Во смисла на тоа што кажавте дека оваа година 11 деца што се понаглачи, мислам дека тоа требало да дава веќе, пошто уназад колку 4 години, колку што знам дека Лайфстарт овде мислам е активен во општина Конча. Така да, ако дало резултати, требало да дава. Пошто тие ученици тогава може биле 4-5 одделение, што се сега 7, 8 и 9 одделение. Тоа што кажавте дека едуцирани кадри, значи од самиот почеток, значи пред да се усвои програмата, сум разговарал на таа тема дека треба да има едуцирани кадри, а не било кој да биде пуштен како едукатор. Ние за жал, значи, сме ги испратиле уназад, може и 30 години, значи такви кадри што сме ги изгубиле и сега сме останати на тие. И што мораме, немаме, па немаме. Пошто сите тие што биле некои нешто, што можело оваа општина да се функционира најнормално и да биде успешно на сите полиња, значи тие кадри се били изфрлени. Дали од причина пошто не биле член на некоја политичка партија или па некако не им се допаднало на некои представници од некои политички партии. Тоа, мислам дека мојот предлог треба да се одложи и да дојде присутен во присуство на представник од Лайфстарт, тогаш да се разговара. Пошто мислам дека сепак не е малку средства и онака било кој да може да образложи. Повели, Ристе. Искрено и јас мислам дека не треба да се помине, пошто имах доста
прашање да поставам на лице што треба да го презентира извештајот. Не знам, градоначалниче, вие колку ќе може да ми одговорите. Колку години постоја оваа програма? Тоа мислам дека постои 4. Ако постоја 4 години, пошто тука во програма во извештајот наведено дека работат со прво, второ, трето, четврто и пето одделение. Ако набраваме да поврнеме 4 години, едукаторите се исти лица што си работат, нема Не промени. се едукаторите исти личности. Добро, не е проблем дали са били исти или не. Па не, тврдам ти не се исти. Добро, уредо. Ако поврнеме во 4 години, значи во тие 4 години са работили едукаторите и со овие деца, што се дојде до таква ситуација да се понавлja. Пошто во извештајот цело време одговорното лице наведела дека едукаторите работат одговорно и посветено, работи 4 дена во неделата се. На толку посветеност и одговореност спрема децата на таа работа, ако се дојде до ситуација да понавлят 11 деца, како што се случи оваа година, зашо постои оваа програма? Тие не са малку средства да се одделат само да докажам, да се одделат од граѓаните на народот на општина Конче и да се постигне таков резултат. И мислам оти тие едукатори треба да видиме ние да ни доставе одговорното лице, тие едукатори како се избират да бидат едукатори, дали има услови што треба да го испунат за да бидат едукатор и дали некој води надзор на тие едукатори. Што имат постигнато успех од таа година со децата. И мислам оти што предложи колегата, не знам, оти не е увод да ги поставам на вас прашањето, оти ќе не може да ми одговорите. Мислам треба одговорно лице да биде присутно и да даде образложение на толку голем успех, на толку работење со едукаторите е жално. Во една таква мала општина да понавлят 11 деца, да не кажам смешна. И не сакам да коментирам, мислам оти треба одговорното лице да се достават там услови, дали тие лица имат едукаторите сертификат да работат со тие деца, кои услови треба да ги испунат и да имат надзор за постигнење успех во теку на годината со децата. Да работи за тешка, за поголема сума на финансиски средства што ги одделуваме од општината. Исто предлагам да се одложи седмица, мислам точката за наредна седмица да даде образложение. Го ставам. Повели? Мислам и јас оти не е лошо да се одложи, што веќе толку дискусија се отвори за представникот на оваа програма постоа, може Тинка знае повеќе, може повеќе од 20 години. Постоа е. Сакам да се каже, да се докаже. Да. Не. Тоа на општинско ниво говориме. Да, само што ние сега го финансираме, иначе постоа повеќе од 20 години. Добра програмата се е уред, само е проблемот што луѓето што се избират на некој начин да ги едуцират децата, мислам оти не са по некоја си звање таму. Тие луѓе се бират на начин, ако ми се допаѓаш ќе бидеш. Мислам оти ќе се надоврзам и за школото. Ред беше да се понаврали некој за да сванат децата оти мора да земат да получуват помалку. И јас мислам оти не е жално што понавлаа. Дури напротив се радувам што понавлаа деца што стварно не заслужува да оде напред. Оти ние произведуваме кадар не знае да чита во идеал средно образование. Не може това така да продолжи. Треба да се понавлува и убаво што се врна времето за понавлување. Нека се понавлува, кој не знае не мора да учи. Има други професии, нека се баве со това. Иначе вака 90% од децата средно имат не знаат кусурото денара, не забавајте. Мислам оти поука ќе биде за наредните деца, оти треба да фане книгата, не ќе понавля и ако не, нема да оде напред. Иначе, добро да се одложи точката, бидејќи гледам оти имат сите прашања за представнику. Нек се одложи, не е штета за други сострок. Во ред. Го ставам предлогот на гласање за одложување на оваа точка. Кој е за? 4 за. Против? Против 3. Воздржани? 2. Точката не е одложена.
Затоа ќе се стави на гласање. Извештај за проектот социообразовна поддршка за период мај-јуни 2026 година од Сдружение на граѓани Лайфстарт Радовиш го ставам на гласање. Кој е за? 5 за, против, 3 воздржани, 1. Срген. Викни ја. Добар ден. Продолжуваме со точка 2, извештај за реализација на годишен план за вработување на 12 јули конче за 2026 година. Давам збор на представникот. Добар ден на сите Добар присутни. Во извештајот за реализација на годишниот план за вработување за период од јануари до јуни во овој период ние немаме нови вработувања. Затоа извештајот останува празен. Толку за оваа точка. Дали имате прашања во однос на ово излагање? Повели. Кратко прашање. Кажават дека нема вработување. Причина зашо нема вработување за таа извештај? Па бараме согласност, не добијаме од згоре, за тоа нема. Другите прашања дали имате? Доколку нема, го ставам на гласање извештај за реализација годишен план за вработување на 12 јули конче за 2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 4. Продолжуваме со точка 3. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на 12 јули конче за 2027 година. Давам збор на представникот. Во годишниот план за вработување за наредната 2027 година е ставено пополнување на 2 работни места. Тоа се садомијач и секретар. Дали имате прашање во однос на ова излагање? Повели Ристе? Јас имам прашање. Тука малку, пошто гледам таа извештај нема ниедно вработување, кажат дека немате добиено согласност. Сега имате ли добиено согласност од, како што кажавате, одгоре за ново вработување? И мене ме интересира дали каква потреба има да се прима секретар у градинката? Колку година функционирате вие како градинка? 6. Ако до сега градинката е обстанала без секретар и колку што знам на секоја седница било која барен што беше поднесено од градинката беше секојпат одбиено дека нема пари, дека не одговара. Ако во овај случај, например, гласаме за нови вработувања, одека ќе ги платите? Значи, Тоа се работи плюс за 2 вработувања. Имате ли добиено согласност на министерството? немаме, значи прво оди на управен. На Одлука, па после... Најпрво јас овие работи доставувам до управен, нели? И управен одбор од мене побара да се стави точката за таквото, нели, плюс вработување и за секретар. Они увиделе дека има потреба и за секретар. И јас сега доставувам и до вас барање. После се бара согласност од финанси. Јас мислам оти нема потреба да се пренатрупува градинката со вработување, пошто мислам оти и на претходните седници, градоначалници, ако не се лажам, и вие сами секогаш кажуваат дека градинката има повеќе вработени отколку деца. Моментално колку деца сте во градинката? 23 имаме моментално. Колку излезеа за школа, за управо оделение? 7. Колку стануват? Епа 16. Колку сте вработени? 8 сме. Кога ќе вработиме уште двојца, ако дадеме согласност, ќе бидат 10 на 16. Двојца вработени на едно дете. И мислам оти нема потреба за нови вработувања, посебно за секретар мислам на мала институција што функционира со толку малку деца.
ако функционирала градинката до сега без секретар, мислам дека ќе продолжи да функционира и без секретар. Второ, за садомијач. Нема ли машина за садове? Има. Зашо ќе е тај садомијач? Па и ние имаме вработена во 2022 година даде отказ изјава пиша, нели? И немаме вработена. Заради тоа се бара па отново. Јас мислам од тука нема потреба да се дадеме согласност за го нешто, пошто таму ќе бидете повеќе вработени од деца моментално. И јас не можам да гласам за го нешто, бидејќи знаеме сите ути на предните седмици јас си кажах на дневниот ред, кога видех колку точки има за ЈО УДГ 12 јули, бех толку многу изненаден. Не знам што е причината, мислам дека градоначалникот ќе ми објасни што е причината за да се дојде право до толку хитно право поставување на сите точки до градинката. Нема сум изненаден во барањата да се доставени и барањата претходни за потребата на градинката. И јас кажувам дека нема да гласам и мислам дека колегите не треба да дадат согласност за во нешто, а мислам дека треба градоначалник да ми даде објаснување, дали вие или градоначалник ми даде објаснување, која е причина за толку брзо прифаќање на тие точки да дојде и право одма две нови вработувања. Во ред, повели градоначалник. Благодарам. Значи, советник, прво, овака. Значи, ако се сеќавате, допред 10 минути дебатирахте на това да нема дискриминација, а сега од друга страна викате вие зашо потребно оваа вработување, па ние ако планираме да отвориме у Рекитец подружница на градинката или у Дедино, сигурно нема ти како советник да идеш или ќе треба соодветно стручно лице. Така да, втора работа околу математиките. Значи, ако едни деца преминале во образование во прво оделение, сигурно други се запишат. Директорка до кога се врши укус? Низ цела година. Така да, сметам дека, барем ако веќе треба да се дебатира, нека биде нешто издржано. Кажах, значи еве ќе ви го повторам уште еднаш. Моја заложба е да им се овозможе услови на сите деца во сите населени места да посетуваат предшколска возраст. Значи јас максимално ќе се вложам и ќе ве уверам дека у најбрзо можно време, значи ќе имат услови и сите останати деца. Апсолутно, вие треба од некоја општа пракса да знаете, значи за одредена работа треба и одредени луѓе. Да, точно, таму дека сум сметале, тоа за да не се повторувате и вие, јас секој сум го кажал, ако сакате ќе ги вратите моите говори, кажувал сум и пак кажувам. Не смеат да бидат дискриминирани ни децата од таму дека што нема услови. Мора да овозможиме, мора да дадеме согласност да имат услови сега. Како оваа ситуација, децата од Кончи, од Лубница имат услови за бесплатна градинка, а тие од Липој, Габревци, Дедино и Горен Липој нема. Така да, во моментот, значи, мислам дека и директорот ви кажа, имаме тука и правник, даваме одлука, доставуваме до Министерството, дават одлука и на тај начин, значи, имаме веќе исполнати услови да размислуваме малце да се проширува. Благодарам. Благодарам. Повели. Значи, во делот зошто се поставени точките за годишни планови од дневниот ред, сигурно ги гледате дека во сите институции се предлагат до Советот планови, годишни планови за вработување, бидејќи има рокови до кога се донесуваат во кај нив на управен одбор, после доваѓаат на Советот, па се доставуваат до Министерството за јавна администрација, таму дека што се тие единки корисници на буџетот доставуваат барања и до Министерството за финансии. И од кога ќе ги добијат сите согласности и обезбедени средства, дури тогаш планот ќе биде во функција и ќе може да се применува и да се вработуваат нови лица. Значи процедурата е таа. Совето, и ако се вратиме назад, не ги донесувате колку 2 години или ќе му дојде или една годишен план за вработување, тој секој пат кажувам дека е законска обврска да се донесе тој план. Тоа не значи дека и ќе биде реализиран. Согласно закон, секоја институција треба да донесе во законскиот рок годишен план за вработување. Да се надоврзам
пошто бех спомнен од градоначалникот, јас очекувах објаснување за толку што му донесе до промена на мисленето за да се стават нови вработувања. Околу вработувањето кога кажа дека ќе планираме да отвараме нови подручни, нели, градинки за децата, кога ќе отвориме, кога ќе успееме како совет, како градоначалник да ги отвориме тие места, подручни места дали у Ракитец, дали у Липовиќ, сегде, тогаш може да разговараме за нови вработувања за потребите во градинката. И пак ќе кажам, оди нема потреба. Второ, околу правничката што даде образложение, мислам оди малку интересно образложение ми даде, пошто спомнава да рок на доставување на годишни планове на точките. Јас сум 9-10 месеца сменија совет. 9-10 месеца точките на ЈОУДГ 12 јули се дискриминирани и одбивани од советот. Тогаш, како вие, како правник, не постоеше датум што мора да поминат, а сега ми објаснат дека постоа датум и дека мора да се поминат тие точки. Малку сум стварно изненаден како правник да ми дадете такво образложение. И пак ќе кажам, жално е да гласаме за ново вработување, прибидејќи на секоја седница градоначалникот се повикува дека е превработеност и сега одеднаш две вработување само за градинката. Повели Само јас да дообјаснам на советникот, значи вие не знаете сигурно дека ланската година беше усвоен годишниот план за вработување на градинката и на општинското основно училиште. Беа донесени. Ние говориме сега за точки на дневниот ред што се и за годишните планови. Тоа ми беше знак за точките, дека цели 9 месеца цело време се одбиват, одбиват, а вие викате дека имате датум. Знаете, ама вие дискутирате нешто различно сега, советнико колега. Па ќе се јавите, кога ќе се јави за збор Серхан, ајде победи. Директорке, прво ви честитам вашата функција. Баш ме е мило што колегите почнаа веќе да мислат нешто за градинката, пошто до сега, како што кажа колегата, за 8-9 месеца и колку и да се трудевме за таа градинка, дека се работи за наши деца и така натаму, никој не кажува збор, само се гласаше против или воздржан, без разлика за кој предлог е било. Само да ви поставим едно прашање, па после да ќе поменеме на другите работи. Според вас, колку ви е нужно она помлад соработник, секретар? До сега не сте имали таа функција? Не сме имали. И сега како у некоја јавна установа, што се работи за деца, наместо некои стручени лица, секретар. Шо Вместо воспитувачи? воопшто тој секретар како секретар, ние знаеме, само се занимава со документации и така натаму. Значи, шо ќе биде? Документациите се најбитни, колега, извини што Добро, сега шо фалеше на таа градинка како документација? И колку е нужно тоа, наместо, еве да кажеме, што знам, секретар, можело и некоја друга функција, мислам, друго лице, што ќе се работи за деца, ба утре друган тие деца, како што разговаравме, кои бевме на точката на Life Start, да не дојдат да станат понавлачи, да бидат нешто воспитани, некоја психолошка поддршка да имат, значи малку да бидат насочени на нешто друго. Ова, според мене, само со некоја визија, што на некој начин да се постигне, да му се обезбеди на некој лице одредено место за вработување, еве, и да биде обезбеден што може, па дали е така, значи, што е бил дадено некој збор на некој лице пред да се случат некој нешто. Друго нешто. Ние за таа градинка, кој имаше предлог, значи што беше обезбедени реквизити,
од страна на Буч. Мислам дека и вие сте запознаени на тоа. Од Боров дол што беа обезбедени реквизити како донација, што се тераше од општина Конче само да се бетонира она парцелата што под собственост на општинското училиште Гоце Делчев. Значи, можете да не направи да не збор? Продолжи, ајде. Продолжи. Ке ви се замолам за чушта еднаш да не направи да така збор. Деловнико треба да се почита, сега вие идејата ново... А вие ли сте таа што ќе треба или редот држи председателката? Да го држи председател, да. Брем, не видите така некултурни. Само момент. Сега, ако имаме збор да се држиме до таквото. Ама е до таквото. Е до таквото. Значи јас имам време, значи ако не испочитувам тоа време, тогаш само може да ми кажете дека дали испочитува или не. Ако предлагате да го мериме времето и да се каже, значи имаш право... Померете. Треба до точката сега да се држите, ако знаете, сигурно си. А вашето некултурно одесување без да парите збор? Ајде, Серхан, ги ве замолам, значи бидејте коректни и Значи, изјаснете се по... ние имавме предлог, значи неколку скали, што вие знаете кои додека ги носите вашите деца и вие качувавте вашето дете, значи што немавме степенци, мердвени, скали и ние тук предлагавме што ќе чина од прилика околу 10.000 денара. Тоа не се реализира, не беше дадено поддршка. А сега тука гледаме нето плата, бруто плата. За двајца вработени, значи скоро 20.000 евро. Значи овој совет не даваше што ја беше нужна поддршка, што требаше нужна потреба скали да се направат од 10.000 денари. Може и 100 евро, само цемент, друго ништо, дури ќе се нафаќаше некој сам мајстор без да му бидат платено. А сега, ако дава овој совет, значи согласно за 20.000 евро, значи за тие двете работни места, бруто плата, значи 514.000 за еден, за садопер. Тука за садомијач, за помлад соработник, бруто плата, 600.000 денара. Скоро. Скоро 20.000 евро пари. А овој совет не даваше согласност, не одобруваше средства да се направат едни мердивени, што е нужна потреба, што бе и за децата и за родителите. Благодарам за излагањето. Дали имате другите прашања? Повели Ивана. Ова сега да ги питам на колегите дали ќе дадат Микрофонот ќе има сега. До пред некој месец од другата страна колегите беа такво, како да кажам, против се на градинката, дека од другите продавачни места треба да се отворат, да не бидат дискриминирани и за бесплатната градинка не беа сложни. Дали сега ќе бидат сложни да се вработат, например, од помошни техничкиот персонал и секретари или други работи, отколку воспитувачи, за да се мисли за наредната година, за другите подречни населенија, или најнужна потреба е садомијачка или секретар? Благодарам Ивана на забелешките, меѓутоа јас како председател на советот никогаш никој од советниците ги нема питано пред точката да биде ставено на гласање што мислат. Значи секој точката кога ќе биде ставена на гласање, секој има право да си го искаже своето право на глас. Благодарам. Да, имам да се докажам. Значи не е уред. Што не е уред? Па не е уред како не смеам да питам. Дебатираме на тема, на точката. Нека каже некој збор. Да питаш, да. Да, дебатираме на точка. Дали ги советниците од друга страна ги прашувам дали ќе се согласат за овие две вработувања, за секретар и за и за садомијач. Значи 6 години функционират без садомијач. Сега на едничка за еден месец-два има потреба од секретар и садомијач. Може ли? Можело и
други вработувања да се наведат како воспитувачи или психолог или педагог, отколку од овие два. Не ќе толку да развлечуваме темата. Морам да кажам неколку работи. Јас повеќе се радувах околу вработувањето да имаше програма директорката и да каже планираме да се проширеме и сакаме да вработиме одредени лица, малку се поклопиме со колешката у дело на проширувањето на градинката. Иначе да се концентрираме на едно место, да вработваме луѓе и јас мислам че се без потреба тие. За това што ние претходниот совет кога се имаше барање за да се вработе мијач на садови, рече му ќе купме перална и нема проблем да има. Нема потреба од човек. Саках да кажам, ако имате план да се проширувате како градинка, да одите и од другите села, да отворите нешто, на таа тема да работите. Значи, ние да вработуваме луѓе едукатори, а не сега градоначалник што рече преска, сега малку невкусно сакам да се прошируваме, со судоперач или со секретар ќе се прошируваме од другите села. Значи, секојаш треба да вработиме едукативен кадар за да може да се прошируваме. Што ние ќе проширеме со судоперач и со секретар? Мислам, еднач дадех едно задолжение, ако се сеќавате, разговарате ли, анализа правате ли у другите села у претходниот совет уше. Значи, треба прво да се испита терено и да видиме какви луѓе име потреба да вработиме. А не сега вака, адхок, сега име потреба, што рече Серхан, малку и држе збору, сега треба на некој да завршиме работа, врз грбу на децата. Работата да се прошируваме од дело и луѓето да бидат задоволни, а не да не цуват утре сите, оти сме вработиле там некои двојца да седат и да взимат некоја плата. Дај да размислуваме да се прошируваме, да ги вклопиме сите деца, да размислува градоначалникот во тај дел. А иначе сега да речеше, да, ние планираме да се прошируваме, сакаме уште 10 души да вработиме, да потераме мислење од државата, ако ни одобре, и да отвориме градинки од други. А сега ние викаме ќе се прошируваме со судоперач и секретар. Как ќе се прошируваме ние? Значи, сами против себе одеме. Сакам да кажам да си направате план и програма да се опфанат другите деца, ама да побарате мислење од згоре за вработување на кадар што ќе ги едуцира децата, а не што ќе мие садови таму и така натаму. Мислам оти добро да размислувате у тај дел. Благодарам. Иначе нема да обстојувате. Сега ако се 17, утре ќе бидат 10 деца. Нема да обстојувате ако не ги фанете другите села. Значи, збор 2, бидејќи бејќи спомнат, прво да дефинирам за дел од дискутантите. Значи, овај план за вработување, некој од вас кажа тука, да не се потенцираме кој кажа, за еден месец-два. Другари, да се разбереме, овај план е за 2027 година. Значи, не е за 26. И сега, ајде да предпоставаме, ако вие проформа се декларирате ние да се ширеме, без персонал как да се ширеме? Еве, јас ќе поставаме на прашање до вас. Како мислите дека ние треба да отвориме у дедино подрачна градинка, ако немаме технички персонал или стручен персонал? Не мислам дека вие сте убедени дека ние треба да приемаме нов директор и нов стручен персонал за таа. Значи, раководството што е тука во Конче е и раководство, пример, дали во Дедино, дали во Ракитите. Да, точно се согласувам со вас. Ние во моментот, нека ме коригира директорката, мислам дека имаме тројца воспитачи или двајца негователи, или тројца негователи и двајца воспитачи. Воспитачи, да. Тројца Јас сум со мотиведе директор. Да. Значи, истиот тај персонал, пак ви викам, значи нешто да разјасниме. Оваа не е ние да донесеме одлука и
утре да вработиме двајца. Ова, сега, барем го читајте, значи, еве, јас ќе ви го прочитам ако не сте го видели. Одлука за давање согласност на годишен план за вработување во ЈОУГД 12 јули конче за 2027. За две лица. Да. Што е за нејасен тука рачун? Па не ути некој спомна тука вик. Ама не. Ама чекај. 5 лица за други. Некој од вас спомна за месец-два, значи за това сакам да ви. Значи това си годишен, само да име кажува. Па добро да, ама не. Еве сега ќе цитирам Ивана вика за месец-два некој тука да вработи. Прашањето беше до моите колеги. Ама не, јас сега, значи, јас разговарам и кажувам. Значи, за ова го потенцирам за да се разјасне. Овие две работни места се за слободни и за да оформување. Сега, ајде ако не па представете ми вие како е, ако треба и Ивана нека каже, бидејќи е имал работно искуство, како мислите вие дека на кој начин ние треба да се проширеме да отвориме подружница у Деден? Како што беа колегите изјаснени на другите седмици, значи треба да се отворат на другите подручни. Треба да се отворат. Сега, додека не се отвори таму, значи нема да има потреба од помошно техничко персонал. Сега се функционира 6 години без садомјач или без курир. Функционира до сега добро. И сега не е дочка, значи треба да се вработат едукатори, воспитувачи, там што дека има потреба, за да не бидат дискриминирани и другите селја, како што кажаа советниците и многу пати. Значи треба да се потрудат да отворат и сите да се потрудат, да се отворат подрачни служби и у другите села, тоа да се даде согласно за садомјач или за секретар. Бидејќи вака ќе бидам кратко, Ивана ми опаднала збор, само да прецизирам. И јас сум, значи, до формување, проширување на следниот начин, значи кажах, веќе имаме спроведена одредена постапка, значи, еве ако сакате конкретно, станува збор за Дедено за просторијата. Имаме имотно-правни проблеми кои што треба ние да си ги решиме. Нема имотен лист, веќе постоечки објект, поминалне имаше комисија од Труд и социјала, меѓутоа таа е обврска на службите што ќе треба да го работи. А иначе овие вработувања според вашето кажување не са неопходни, значи пак ви викам. У Радовиш Ацо Караманов има управна зграда и вработени, да речеме, поголемиот дел, дали технички персонал, секретари, курири, хаос мајстори, а се другото точно, согласувам се да ние ќе треба, ако се јаве потреба, сигурно ќе потражиме и за вработување за негователи и за воспитачи дополнително. Во ред, повели Ристе. Значи, доколку не се спремат тие простори, треба време. Така да наредната година може да си доставите годишен план за вработување, додека тие простори не се средат, значи тие места не треба да се пополнат. Значи нема потреба. Ама ние не можеме, оте не се разбираме, бе. Нема што да не се разбираме. Ама не, очигледно не се разбираме, Иване. Јас те го кажувам, значи овие как Караманов има клонови 10 или 15 у сите села. Покрајчево, Јарковица, се подати Караманов нема потреба што да се споредува што тие градинки. Значи уво знаеме градинката как функционираше и как ќе функционира. Во ред, благодарам, повели Ристе. Нешто него не е јасно. Да се надоврзам околу тоа и малку околу правилниците што опадна во зборот за вработувањето, дека места се слободни. Баш ми стана интересно, директорите, зашто тие места до сега не се биле пополнати у рок на 6 години? Причина? Баравме порано, ама не добивме согласност. Што беше причината правилнички да не се пополнат? Ресте да ти одговорам ли сега у момента, ама да разберете, јас говорам нешто, а вие си говорите, вие што вас ви одговара. И вие си говорите на вас што ви одговара. Чекај, не, јас говорам на основа на факти. И јас одговорам на основа, на това што го гледам материјал. На основа на памет сега говорам. Молам ви се, правилнички. Еве го претходниот советник тука, нека ме демонтира Јонче, дали не беше донесен планот за вработување на ЈОДГ детска градинка 12 јули? Беше. Со едно место беше донесен. Садомијач сервисер помошно техничка служба поради отказ од работно место. Секоја година доставуваат до Советот, секоја година Советот даваше одлука за согласност, не добива согласност од Министерство за финансии. Тоа ви го објаснувам цело време, а и господину советник Серхан, и он
ги врте работите, значи јас упаднувам или кажувам нешто што не држа место. Значи, и не културно. Сето тоа ви го со факти, ето, докажувам дека плано беше донесен со едно работно место. Сега разликата е само што дополнуваат со секретар. И тоа дискутиравте за, си ги кажавте мислењата и тоа е. Законскиот рок е тој, ти викаш не знаеш, ама тие се доставуваат најкасно до август и се донесуваат и се доставуваат пропратно натаму до другите институции. Таа е законската процедура. Се слободни работни места. Знаете зашто? Затоа што секоја институција има систематизација, правилник за систематизација на работни места. Рече колку имат пополнато? 8. 10 се систематизирани, мислам и со директор 11 ли се местата. Она е нова и може и не ги знае, не го е не видела правилникот за систематизација. Може да предвидите во плано места што се слободни, што не се пополнете. И што е нејасно, јас сега тоа што го кажах дека се слободни. Значи секое слободно место предвидено во систематизацијата, добиена согласност од Министерството за јавна администрација, може да донесувате годишни планови. Тоа е моето. Благодарам. Само да се наврзам, пошто бех спомнан од правничко. Имам право на реплика. Биди јасно. Јас и пред донесување на дневниот ред спомнах, барам објаснување од градоначалникот, дали од некој друг ќе ми објасне, пошто видех толку точки за ЈО од 12 јули. Нема објаснување и пак ќе кажам, колегата Ердал може да ми објасне зашо дојдем до таа толку итна промена право за сите точки да се внесат. Не сакам да навредам директорката. Јас мислам дека ако до сега 6 години функционирала без тие две работни места и нема да гласам никој пат за тие места, пошто привидејќи тие првим да се отворат другите подрачни единици, како градинка, после да се вработат, што треба да едукатори да работат персонал, после за тие места. И мислам дека сето ова што е доставено на дневен ред, мислам дека е ставено поради причина до поставувањето на новото директорско на ново директорско место. Благодарам, Ристе, благодарам за вашето излагање. Мислам дека се Нека сега да се кажува пред термината, држете се до правилник, треба да дебатираме. Абе градоначалникот работи за две работни места, што треба 20.000 евро да ги плаќа. Научете се правилно, значи нека земе колегата избор. Сега не планирам да се малтретираме до 6 саат попладнина. А градоначалник, ние сме тука дојдени за интерес на народот. Вие сте дојдени, ама треба ако се брзате, кој се брза, може да излезете да не присуствува. Пак ви викам, однесувајте се нас законски. народот зашо не гласа тука? Абе, однесувајте се законски да се однесува. Законски се однесувам, как се однесувам? Сега не ја тероризирајте на седницата. Ристе, дали заврши? Ќе дигаме рака и нека се одиме од 11. Ќе дигаме рака, ќе се од. Значи не, ако имаш право, дозволи да објаснам сега. Ристе, значи проучи го правилникот. Ако имаш право да дебатираш 2 минути, дебатирај 2 минути. Значи ако треба да реплицираш, ако ти дозволува правилникот, реплицирај. А нема сега молим стои. Уште ме спомна, кога наведено на деловникот да се држиме. 5 седмици тражам извештаи изгласани на совет да се достават до советот, ги нема. Кој се не се држи до советот? Председателката до сега не се држи на советот на деловникот, ниту на статуса на општа болница. Дај дефинирај се, молим. Ристе, ќе ве замолам, значи вие излевате од точката на дневниот ред и мене ме спомнувате без потреба. Вие кажувате дека не се држиме до деловникот за правилна работа. Не се држите. Ме спомнуваш без потреба у точка што не е на дневен ред. Повели Серхан. 7 пат, право на реплика. Само малку можам да сегам да го прашам градоначалникот доколку сака, ако мисли дека заради во интерес на времето може да не одговара, како што кажа за оваа подружницата во што имале план, имотно-правни проблеми, па дошол комисија од Министерството, а во случај ако е од труд и социјала, не знам како може тоа, пошто во труд и социјала прво се поднесува за некоја ново отворена установа или било што, прво се поднесува документација, после самата комисија иде и дава дали лиценца
за работа или одредена документација што потврдува да работи. А тоа не оди целата работа така. Прво да дојдат, а они без да знаат на која парцела, која зграда да видат, што нема имотен лист. Тоа мислам дека не држи вода. Мош е било така, ама тоа било приватно, мислам дека не верувам да некој стручно да дојде некоја комисија да види што некоја парцела што нема имотен лист. Друго, значи јас уште еднаш ќе барам подршка од колегите, значи во интерес на времето 20.000 евра не се малку пари за да бидат исплатени, што во интерес на децата и на родителите се уште не е изградено, не се изградени ни скали. Благодарам. Толку. Значи, јавувате се повеќе пати за збор. Значи, ќе ве замолам, Да се јавам. кога се јавувате за збор, да бидете јасни и коректни и да се задржувате за времето. Јавите се веќе 2 пати за збор. Да, морам да се јавам, имам што да кажам. Како што кажа Тинка правничката, за тие документи, правнички документи, значи треба прв систематизација да се сменат за работните места. Да, има систематизација, ама Шукран не знае, нова е и мора да и се кажеш, значи што имаш нужна потреба, треба да внесат систематизацијата, после да се тражат вработувања нови до совет или до било дека, до која било институција. Благодарам. Доколку нема дополнително... Прецизен, ајде. Изгледа не бех добро разбран прегеска. Ако кога веќе играчалник го сака на некој начин да расте нелико градинката, да се проширува, бех прецизен, ама не ме разбрава изгледа. Саках да кажам, да седнат, да се усогласат потребите кои се на градинката, ако планират да се прошируват, не да се проширува месу кадар што не е потребно моменту. Значи мислење да се побара за едукативни кадри, да не сигурно, најверојатно, луѓето гледат ути колку деца има, како функционира градинката и затоа колку години не дават позитивно мислење. Значи, колку години барате работни, значи не дават позитивно мислење. Значи, треба да го сменете. Значи, да сменете другите потреби кои се на градинката. Гледате упорно, терате нешто што не го одобруват. Значи, они не се глупави и они гледат одгоре што е потреба. Судоперач за 10 деца, големата работа, таа што прави јадене не може да ги испере десетчини. Сакам да кажам, значи насочејте се таму дека како треба се проширувате, таму дека треба кадар, а не судоперачи. Благодарам. Поентата беше седнете со гранчалко, видеете дека се проширувате у кој дел и тогај излезеете со 5 работни места ако треба да ги поминеме, а не вака сега ќе се натегаме цело време за 2 човека непотребни. Доколку нема дополнителни прашања од страна на советниците, го ставам на гласање предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈОУ 12 јули Конче за 2027 година. Кој е за? Пет за, против, тројца, воздржани, 1. Продолжуваме со точка 4, годишен извештај за работа на 12 јули Конче за 2025-2026 година. Давам збор на представникот. Годишен извештај за работата на јавна општинска установа за деца 2025-2026 година. Во текот на целата година воспитно-образовната работа се изведува по програмата за рано учење и развој во 3 воспитни групи. Една комбинирана група и 2 хетерогени групи, со вкупно 23 деца од 1 до 6 годишна возраст. Теми кои се реализират во текот на целата учебна година се Ајде сите во градинка, Есен, Златна есен, книгата Мојот најверен пријател, новогодишни радости, зимски радости, воведување во математика, семејство, пролетта во мојот крај, сообраќај и сообраќајни знаци, рано овошје, бонтон, јас и моето тело, летото неканис и слободни активности. Во текот на целата година вработените ги реализираа сите теми кои беа дадени по месеци и реализирани по дневни теми.
Исто така се реализираа многу активности. Се одржуваа работилници со родителите, како и приредби по повод 8 март, Нова година, завршна приредба. Исто така беа реализирани и повеќе проектни активности. Вработените во детската градинка постојано се усовршуваат со тоа што во текот на целата година посетуваат многу бројни обуки, семинари и така натаму. Исто така се посетија голем број на обуки и социоемоционален развој при што од програмата размислува еднакво. Во нашата градинка беа обработени вкупно 30 сликовници. Вработените редовно ги извршуваа здравствените прегледи. Редовно се правеше дезинфекција на целиот објект, санитарни прегледи се вршеше 2 пати во годината. Правевме извештаи за потребните сработени работи, соработувавме со родителите и вработените, се залагавме за подобрување на општите работи во градинката. Благодарам. Дали имате прашање во однос на извештајот? Доколку нема, го ставам на гласање годишен извештај за работа на 12 јули Гонче за 2025-2026 година. Кој е за? 5 за, против, воздржани, 3, 1 не е овде, одсутен моментално. Продолжуваме со точка 5. Предлог одлука за согласност на годишна програма на 12 јули Гонче за 2026-2027 година. Давам збор на представникот. Годишна програма. Јавна установа за деца детска градинка 12 јули Конче представува јавно воспитна образовна институција која организира згрижување, престој, нега, исхрана, воспитно образовни, спортско-рекреативни и културно-забавни активности на деца од 1 година до поаѓање на училиште. Бројот на вработени во детската градинка изнесува 8. 1 ВД директор, 2 воспитувачи, 3 негователи, 1 готвач и 1 хигиеничар. Работното време на градинката е од 6 часот до 16 часот. Детската градинка според капацитетот може да згрижи вкупно 47 дечиња во 3 воспитни групи, 1 комбинирана група и 2 хетерогени групи. Градинката располага голем простор опремен со плакари, масички, столчиња, кревечиња и друг помошен инвентар. Исто така во занималните постојат разновидни качиња опремени со соодветни играчки и игровен материјал. Организацијата на дневните активности на децата. Прием на деца и слободни активности. Игри по избор на децата. Од 6 до 8:15 часот. Утринска гимнастика. Почнува од 8:15 до 8:30. Појадок 8:30 до 9 часот. Реализацијата на дневното планирање почнува од 9 саато до 10 часот. Подготовка за ужинка и ужинка од 10 до 10:15 часот. Надворишни активности од 10:15 до 11 часот. Реализација на дневно планирање од 11 до 11:30 часот. Подготовка за ручек и ручек од 11:30 до 12 саатот. Пасивен одмор, спиење од 12 до 2 саатот. Подготовка за ужинка и ужинка од 2 до 2:30 саатот. Активности по качиња од 2:30 до 3. Средување на занималната и испраќање на децата од 3 до 4 саатот. Воспитно-образовната работа во градинката се изведува според програмата за рано учење и развој, која се базира на стандардите за рано учење и развој и задолжителните развојни домени. Физичко здравје и моторен развој, социоемоционален развој, пристап кон учењето, развој на јазикот, писменост и комуникација и когнитивен развој и стегнување на општи знаења. Годишната програма ја подготвува директорот заедно со воспитувачите. Директорот исто така соработува со совет на воспитувачи, совет на негователи и совет на родители. Во текот на целата година се реализират многу активности врз основа на тематско планирање. Секој месец се реализират разни теми и секојдневни разни активности. Теми кои ќе се реализират во ова година се: Одиме во градинка септември, Златна есен во октомври, книгата Мојот најдобар пријател во ноември, Авантурите на Дедо Мраз во светот на децата декември, Зимска бајка во јануари, Во светот на математиката февруари, Семејни вредности март, Пролетта се буди април, Сообраќај и сообраќајни знаци,
мај, бонтон, правилно однесување јуни, боите на летото и слободни активности јули и август. Директорот соработува со вработените, со родителите и одговара пред закон и ја извршува работата во детската градинка совесно и одговорно. Орган кој управува со работата на директорот е управниот одбор. Детската градинка има сопствена сметка и буџетска сметка кои се користат за потребите на детската градинка. Благодарам. Дали имате прашање во однос на годишната програма на 12 јули Конче за 2026-27? Доколку нема имаш повели? Ќе кажам нешто. Значи, во годишната програма немате план за проширување, немате план. Како планирате вие да ги зголемите децата? Како планирате да ги направите од 16-30, да речеме? Мора да планирате нешто. Не можете вие да сведувате само на това што го имате. Ето сега има бесплатна градинка, плаќа општината. Мора да размислувате како вие може да одите напред. Вие вака не може да одите напред. Ние сега само копираме се, годината тече, друга дојде, годината тече, друга дојде. Мора да размислуваме како. Значи бесплатна градинка има. Ќе терате чаре, ќе размислувате како би можело други деца од други села. Мора да размислувате програма да внесувате такви работи. Не само сега ќе препишуваме програми само и ги изчитаме и готово. Мора да размислувате да се проширувате. Бесплатна е градинката, значи има услови. Има услови за да може да дојде секој дете да обстојува тука. Не плаќа, луѓето не плаќат. Само треба да се најде модел, да седнете, да разговарате и да турите план. Како се това да биде. Ај кога се плаќаше, проблем, неки да плаќа неки. Мора да се размисля во тај дел. Ние сега програмите тук само ги препишуваме и изчитаме толку. Мора да се прошираме. Сега тераме работни места, а децата се са исти или одат надолу. Мора как директор да размислувате во тај дел. Како би можело нагоре да оди. У програма такви работи да внесувате. Тоа би имал, неки е така, но мора да размислувате така. Доколку нема дополнителни прашања, го ставам на гласање предлог одлука за согласност на годишна програма на 12 јули Конче за 2026-27 година. Кој е за? 6 за, против, воздржани, 3. Мислам да завршиме со овие 12 јули, после ќе направиме пауза. Продолжуваме со точка 6, предлог одлука за давање согласност за зголемен или намален број на деца по воспитни групи во 12 јули Конче. Барање за зголемен намален број на деца по воспитни групи. Во детската градинка се примат деца во текот на целата година и бидејќи бројот во групите постојано се менува, потребно е да се даде согласност за зголемен или намален број на деца во групата. Дали имате прашање во однос на ова? Доколку нема, го ставам на гласање предлог одлука за давање согласност за зголемен или намален број на деца по воспитни групи во 12 јули Конче. Кој е за? 6 за, против, воздржани, 3. Продолжуваме со точка 7, предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема на 12 јули Конче, општина Конче, согласно решение за пренесување на вредност број 10-4831/60 од 13.7.2026 година. Решението го Тука ми е 7, запишам. Може јас малку да се произнесам по таа предлог одлука, бидејќи од страна на Министерството за социјална политика, демографија и млади до општината имат доставено допис и решение за пренесување на вредност, во кое пишува дека согласно набавката на дидактичка опрема за потребите на градинката 12 јули во општина Конче, во прилог на ова писмо ви доставуваме решение за пренесување на вредност на опремата со вкупен износ од 13.330 денари, согласно склучен договор помеѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади и компанијата Kido Land Trade Doyle Скопје. Значи имат набавено одредени дидактички средства
кои се со решение се наброени и образложени, а исто така и на испратницата, значи се има и подпишано тука дека ги имат и примено, Марина Коцева Петрова ги има и примено. Само нашата цел е тука за во нашата книговодствена евиденција, бидејќи не ги поседуваме ние тие дидактички средства, туку ги пренесуваме на детската градинка, тие во своите пописни листи да се ги водат како основни средства или ситен инвентар. Дали имате прашања? Доколку нема, го ставам на гласање предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема, решение за пренесување на вредност број 10481/60 од 13.7.2026 година. Кој е за? 7 за, против, воздржани, 2. Продолжуваме со точка 8, предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема на 12 јули Конче, општина Конче, согласно решение за пренесување на вредност број 10.4831/129 од 13.7.2026 година. Исто така има добиено допис, тие посебно ги имат доставено и така како посебни точки ги имаме на дневен ред предложено. Значи, согласно на бавката на дидактичка опрема за потребите на градинката 12 јули општина Конче, во прилог на ова писмо ви доставуваме решение за пренесување на вредност на опрема во вкупен износ од 20.768 денари, согласно склучен договор помеѓу Министерството за социјална политика, демографија и млади и компанијата Notix DOO. Тука е и решението со образложение и испратница. Гарантен лист има, значи целокупната документација е доставена. На истиот начин има и уште едно решение, што вчера мислам дека тоа ќе биде на наредната седница како точка. Дали имате прашања во однос на оваа точка, повели? Мислам, ова е последна точка во врска со Да, повели. ЈОДГ 12 јули. Искрено саках да гласам воздржано, пребидејќи баш ми е интересно што си ги смениме места на гласање со колегите. До предходно они гласаат против, сега па ние ќе гласаме воздржани, пошто ми интересно ми е да... Не мора да така. Да, пошто интересно ми е нели што гласат. Не мора да се воздржани, дек пише од тебе. И на почеток го спомнах да ми се образложе, да мислам дека има објаснување причината што сите точки се ставени на дневниот ред за да се гласат. И мислам да заслужувам одговор по пети пат повикан. Дали градоначалникот, дали колегата Ердал, и преди го повиках, не ми да даде ништо образложение, не се јави како реплика, мислам да треба да даде некој од вас двојцата образложение, да не аматирам директорката на градинката. И мислам, ако не ми даде некој од вас образложение, ќе морам јас да спомнам нешто. Може ли? Да. Значи, потребата од дневниот ред, кои точки треба да се стават, значи апсолутно е од кои точки има потреба. Ако, еве, в момента може да видам, значи, 1, 2, 3, 4, 5, 6 точки. Доколку е имало потреба, точки од градинката и уште 4, 10 ке се ставили. Така да не знам што е тука, не е јасно. Сметам дека сите точки што се ставени се издржани. Кажа и правничката, това што не е стигнало да се ставе, еве имало уште една точка да се ставе, значи ќе биде одложено. Така да не знам што е нејасно тие там. Благодарам. Јас мислам и од дел од тие точки беа многу пати ставани на дневен ред, па секој пат беа изгласани против. И мислам дека сите точки што се ставени на дневен ред да се гласат е причината на смена на директорското место, по поставување на нова директорка. Колку што сум запознаан, ќе го питам, да не питам директорката, ќе го питам колегата Ердал, дали сте вие во роднинска врска нешто со директорката? Да. И мислам дека тука 99% одговорот јасен, кога се работи веќе за близок роднина на
советник од ВМРО за по мене и мислам дека многу лесно се веќе гласат, точки се стават, нема проблем за ништо за гласање. Тоа беше, јас што го тражех објаснувањето. Благодарам. И јавност. Може во тоа дел може јас да не веде директор. Исто, веде директор е одговорна функција. Нема врска. Ти не гласиш сега, контра гласиш. Јас не гласам сега контра, гласам воздржан. Пошто јас сум бил за тие точки да поминуват, дека се прави дискриминација спрема институцијата, дека се прави тортура врз вработените у градинката, да не спомнам, да не иземам во надвор од темата. Цело време беа гласавате против. Против не гласуваме и ние. Секој пат се гласаше против. Ти кажеш на мене јас како да гласам. Јас не ти кажувам, значи ние дискутираме. Јас ти кажах ти да си го сменеме место, да видам нели сега вие гласате така. И готово. Са јас се подржих, објаснување. Задржаме Сменили сте го потенцираш повеќе пати. Викаш те Арно и сами ја кажуваш. Еве, вие сте биле претходно за, сега они се за, вие сте против или воздржани. Шо Да е? се сослушнеме. Борете, ајде. Да разјасниме, значи тоа го имавме во предвид, бидејќи веде директор за гласањето, значи по член 44 конфликт на интереси на членови на Советот. Членот на Советот не може да учества во процес на одлучување за прашање во кој тој или неговиот брачен другар, дете или ако те роднина во втор степен, странична линија... Потенцира се и тоа е можност за манипулација. Има Може ти го финансиски... знаеш, ама еве, ја, например, некој не го знае, некој Или го слушне. друг личен интерес. Значи, у моменту лично не се назначува она некаде или туку ги презентира што са документите од институцијата дека што е именувана и тука не постои конфликт на интереси. Тоа сакам да Благодарам. потенцирам. Доколку нема, дали имате прашања? Доколку нема дополнителни прашања, ја ставам точката на гласање предлог одлука за пренесување на сметководствена евиденција на дидактичка опрема на 12 јули Конче, општина Конче, согласно решение за пренесување на вредност број 104831/129 од 13.7.2026 година. Кој е за? 8 за, против, воздржани 1. Ви благодарам за присуство. Пауза од 10 минути.